Почитувани представници на медиумите, добре дојдовте на пресконференцијата на ВМРО-ДПМН. Денес ќе се осврнеме на делот на заштитата на животната средина и природата. Несовесниот и неодговорниот однос на владата на СДС во делот на животната средина имаме можност секојдневно да го гледаме, но и оправдано да стравуваме од еколошките бомби кои се појавуваат насекаде околу нас. Наместо да имаме активност на решавање на проблемите, пред нас има ретроградни процеси и импровизаторски активности. Владата на СДС со месеци и со сите своји владени функционери испратени во Струга не можеа да изгасат една депонија која и ден денес го труе народот во Струга, меѓутоа и целиот овој регион. Ова еколошка катастрофа предизвикува огромна штета пред се врз здравјето на граѓаните, врз животната средина, меѓутоа ја уништува и туристичката сезона во овој регион. И сега, после сите штети кои настанаа, најавуваат наводно итно решавање на проблемот. СДС остана глува и на барањата на граѓаните од Струга, заедно со Сдруженијата за заштита на животната средина од овој град, кои беа преточени во амандман кој се однесуваше на ребалансот на буџетот, да се санира и конечно да се реши овој проблем. Тоа го покажа целото лицемерие, негрижа и неодговорност во нивната работа. СДС подеднакво несериозно пристапува и кон решавањето на дивите депонии кои се појавуваат и во Куманово, и во Струмица, и во Тетово, кои исто така представуваат темпирана еколошка бомба, која можеме само да предпоставиме какви све последици може да предизвика доколку им се случи пожар каков што е овој во Струга. Владата на СДС не само што не предвидува дополнителни средства за решавање на овие проблеми кои ги имаат општините, туку напротив истите и ги крати. Ова представува стратешка и институционална грешка, која може да има пред се далекосежни последици. Впрочем, како поинаку да се протолкува одлуката на владата на СДС, која скрати неколку милиони евра во планираниот ребаланс за буџетот за 2017 година во делот на заштитата на животната средина. Ова само укажува каков ќе биде односот на СДС кон проблемите во делот на животната средина, кои се од исклучителна важност за квалитетот на животот и здравјето на луѓето. Тие, како и во други области и во областа на заштитата на животната средина и природата, само ја потврдуваат нивна добра позната пракса, дека додека се во опозиција знаат да бидат лицемерни, загрижени и да ветуваат, а кога доаѓаат на власт го покажуваат целото свое неработење, неспособност и индиферентност кон барањата и потребите на граѓаните. И благодарам.